Down at the bottom of the garden, among the birds and the bees, a little people, they call the Partington peas. Веселите грашковци. Keep it a secret now, please. They're zippy, happy, and they're sweet, and all the Partington peas, the Partington peas. Градинарска изложба. Годишната градинарска изложба се одржуваше во градината на Грашко. Додека Влечко го испитуваше знакот, одеднаш се појави ветерко забрзан како и секогаш. Се ми се чини дека моите гравчења ќе освојат првата награда. А ти сигурно мислиш на сјајниот пехар, највреден во целиот Грашкоград. Ветерко внимателно ги остави своите гравчења и го снема. Скриени во грмушката, Лошко и пиратот внимателно ги гледаа. Баш би сакал да го добијам тој пехар, рече Лошко. Но, шефе, немаме ништо во градината, а изложбата се отвора попладне, а дури ни ветерко не би можел да стигне толку брзо. Но Лошко смисли план и тие двајцата се вратија во неговиот замок кој се издигаше над Грашкоград. Другите грашковци пристигнуваа во градината на Грашко. Прв стигна Скокалко со неговиот ран Зеленчук, потоа Плачко со неговиот Кромит, по него Грашочето што одгледуваше француски џуџест граф, а потоа дојде Буцко и донесе една џиновска лубеница од својата градина. Блашка и Веселко донесоа сладка пченка, а Закачко се жалеше дека многу се измачил со неговото диво јаболко. Целиот град беше присутен на отвороњето на изложбата, а дојде дури Џумко со една згмечена слива. Не достигаше само Спанко со растенијата од неговата соба. Во меѓувреме, Лошко и пиратот се симнуваа од замокот на Лошко покрај леата со моркови. Морковите беа многу љубопитни. Дури на Цајко, шефот на полицијата во Грашкоград, му беше мило што двајцата нерани мајковци учествуваат на изложбата и за промена работат нешто корисно. Во моментот кога Грашко ја отвори изложбата, Лошко и пиратот пристигнаа со нивниот џиновски домат. Го сместија сред дебина и гордо застанаа до своето дело. Надпреварувачите напнато гледаа, додека Грашко ги прегледуваше сите експонати. На својот список тој ги запишуваше бојата, изгледот и големината. Конечно, по многу размислување се накашла и рече: имам чест да ги соопштам имињата на победниците на годишната градинарска изложба во Грашкоград. Тоа се Лошко и пиратот, кои сега го примат овој прекрасен пехар. Двајцата парадираа по бината, срекни што најпосле ќе го добијат пехарот. Но, кога Грашко сакаше да ја закачи победничката лента на доматот, тој експлодира. О, не, сега сме во сос, викна Лошко, и заедно со пиратот поита кон замокот додека полицаецот Цајко трчаше по нив. Грашко повторно го прегледа својот список. Новиот победник е Буцко со неговата величествена лубеница. Пресрекниот Буцко со мака се искачи на бината и таму репортерот Фотко го сликаше за насловната страница на весникот Грашковски збор. There's creepy black-eyed green and